Гледате, политиканти, јас сум Борјан Јовановски. Јас сум Сашо Рајонски и денеска е денот кога повторно имаме гостин Борја. Така. Со нас во студиото е господинот Имар Салмани, кој што е многу познат на македонската јавна и политичка сцена, бидејќи има кариера која што засега веќе 25 години има, ако не се лажам. 24. Така е, на ти ќе збориме бидејќи од 2000-та година си така, во... Да, од се познаваме 2000 година, точно 24. И мислам дека горе-долу од тога се знаеме. Така е, градоначелник на Сарај, цели 6 години со тоа што е еден реизбор, Да, потоа во владата на Груевски прва министар за здравство, па потоа и подпредседател на влада. Да. Во 2008 година кога напушти ДПА, бидејќи бевте и во ДПА се разбира. Да. Челник, еден од челници на ДПА со Медук Тачи и така натаму. Потоа бевте и председателски кандидат, како што е познато од него. И вас ве наследи 2008 година Бујар Османи на како министер за здравство. Да. И ви сте каква кариера направи. И се уште ја прави и така натаму. Бујар е посебна приказна. Бујар е посебна приказна, така. Мислам дека можеби и него ќе го имаме во некои наредни изданија, ќе видиме. Имер, она што мене ме интересира, бидејќи не случајно го спомнувам и Бујар Османи, има и гледам дека Венко Филипче повторно ќе биде носител на листа и така натаму. Ти си дипломиран доктор. Медицина имаш завршено и си лекар по професија. Иако не знам дали некогаш, а особено во последниве 20 години, дали си се бавел со докторскиот позив. Луѓе инвестираат толку многу во тоа звање, прво да се стане лекар е еден од најкомпликуваните факултети. Многу учење, многу голема одговорност, веројатно човек треба многу емотивно да се вложи во тоа. А знам десеттици лекари кои се умрени да бидат политичари. И десетици кои што се политичари. Што е магијата на... Што е магија? Да, и Зошто? Како на таа магија се ловат баш докторите. Бидејќи, извини, ти си роден 68 година. Да, 68. 2000 година влегуваш како релативно млад, 32 годишен во политиката и од тогаш практично. Да, ти правиш импресивна политичка кариера, но тоа е непосредно неколку години по завршување на медицина. Да, И за 92 тоа година. само заборавивме да кажем председателски кандидат кој остави преку околу 150.000 Тоа гласови. ќе го од кои дискутираме голем дел, посебно сега, да, бидејќи секако ќе се од навратиме. македонски гласови. Што е таа мотивација да се отиде од таква една инвестиција од медицина да се отиде во политика? Прво ќе се потрудам од ова последното. Значи, нити јас, нити Бујар, нити Арбен Таравари, нити Филипче. И Арбен Таравари. Значи, не се нити првите, ниту последните кои што лекари, некои специјалисти, вакви и такви, значи, кои што со политика се занимаваат или ќе се занимаваат во иднина. Очигледно е дека лекарите се луѓе кои што по професијата се многу блиску до народот. Лекарите им прават многу услуги на луѓето, им ги олеснуваат маките, им ги решават проблемите. И веројатно тука се наоѓа таа филозофска некоја одредница која што ги тера лекарите по професија да се впуштат и во формацијата, политика која што се вика, со цел идеја како што им ги решават личните маки проблеми на помлади луѓе, на постари луѓе, да влезат и во општествена некоја дејност, да. Емпатија, како една емпатијно чувство дека вие може да е... направите нешто повеќе. Да, прашањето е зошто не им помагате, зашто таа емпатија не се ефектуира од позиција на лекар, каде што стварно е потребна. Значи, тука тоа е дилема. Јас го разбирам резонот на партиите. Секоја партија сака да има доктор, бидејќи докторот е човек кој дневно се среќава до ординира. Значи еден кардиолог или еден уролог или еден детски, не знам, детски лекар, педијатар да кажем. Он има една широка лепеза на своји пријатели, клиенти, комитенти и така натаму. Значи тука почнува целата приказна зашто политичарите, да кажеме, или политичките партии се заинтересирани многу за кандидати да имат лекари. Значи, таа почнува тука, значи, ајде да кажеме тоа регрутирање. Нивната логика е јасна. Јас не бев лекар 2000 не работев како лекар 2000 година. Јас само што завршив факултет, значи тоа беше 92 година, беа лоши времења, транзиција голема, инфлација неверојатно. Немавме пари, значи тоа време беше со бонови. Македонија работеше. Значи имавме ембарга од јужна страна, Грција и така натаму, да не се враќаме, тоа беше лошо време. И тоаш јас
почнав, заедно со брат ми, почнавме бизнис да си тераме. Значи, едноставно, прво гледаш да преживуваш и да се развиеш во услови кога има некои големи промени, значи тектонски промени, обштествени промени. Од еднопартиски во плурализам влеговме, од да кажеме државна економија во пазарна економија. Имаш во семејството лекари? Сега да, тогаш не. Сега да, тоа Да. прашаме тоа Друго, време. како албанец, Да. како беше перспективата да направиш кариера како лекар во тоа време? Веројатно тешко. Веројатно тешко, да, ова е друго прашање, веројатно тешко да успееш во кариерата, затоа што сега имаш многу потворени хоризонти. Значи сега имаш од хиерархијата највисоката, значи министри, албанци кои што Директори, да. па директори, па вакви да кажеме раководители и така натаму. Значи балансерот не постоеше 90-тите години. Значи тој се води со рамковниот Охридски договор и така натаму. Значи тој период имаше двајца, тројца, да кажеме, лекари кои што успеале да градат некоја си кариера во клинички центар, односно во рамките на факултетот, на универзитетот, 90-те години немаше ниту еден албанец. Освен, ми се чини, педијатарот Старова. Да, точно. Значи, освен еден, значи, јас ниту еден професор, да кажеме, албанец не сум имал. Значи, сите биле македонци и така натаму. Значи, тоа е, да не се враќаме тој период беше така, релативно Но и тоа тежок. е фактор, да И кажем. тоа е фактор, веројатно, меѓутоа желбата да ти направиш како млад човек кога ти се создава таа можност е навистина привлечна. И тогаш во тој период 90-тите, 2000-та година имаше големи промени и секој што сакаше да направи нешто повеќе можеше да направи. Знаете, образованието како лекар, значи завршуваш факултет, не се професионализираш само во делот на дејноста. Значи ти стануваш широковит. Едноставно полето ти се отвара. Ги гледаш работите на многу подругачи начин. Можностите ги гледаш на многу подругачи начин. Така што мислам дека биле пресудни повеќе работи, јас да не работам како лекар, туку да се пуштам во бизнис. И 2000-та година јас бев од една страна, значи, еден од малкуте луѓе образовани во општина Сарај. Пред мене политичка кариера имаше направен Насер Зибери, ако се сеќавате. Да. Он беше пратеник, беше министер и така натаму. И еден од првенците бизнисмени во општина Сарај заедно со Доути Комерц, значи Джемали Доути, јас, Алма М, значи имаше 3-4 фирми кои што некако правевме нешто и во делот на бизнисот, на економијата. И тогаш се собра сите политичари, политички партии, буквално така ме ставија во прилика да ти понудија. не само што ми понудија. Те регрутира. Ајде, ме регрутира, да. Значи едноставно едноставно во тој дел на емпатијата беше таква една понуда која што Емер, ако ти не преземеш нешто да направиме за општината, едноставно гледате, светот иде Тоа напред. Менду тачи? Не, Менду мислам дека значи локални луѓе со влијание, значи од разни профили. Менду, јас со Менду се немам видено, веројатно тука во конвенциите или значи многу касно. Тоа се годините и Одамна пред се Дуи разделија. да се појави. нели? Далеко пред Дуи, значи тоа пред беше Дуи да се 2000, тоа беше ПДП 2000-та година. постоеше и дека Значи, беше главната- силен политички фактор и силен опонент беше Бевте ПДП. во власта, И 2000-та бевте во власта. Сарај беше бастион на ПДП тоа време. Значи Насер Зибери не беше победуван ниту на едни избори до 2000-та година. И кога се појавив јас, многу луѓе, да кажеме, и од ПДП гласа за мене тогаш, затоа што јас до тогаш не бев политички, да кажеме, облечен во некој дрес. Да. Ме знае како образован човек, бизнисмен, млад, човек од добро семејство. Бизнисот е се уште истиот и денеска, тоа е ова со нафтени Бизнисите, деривати. да, со бизнисите, тоа се тоа е еден од тогаш. бизнисите. Значи од тогаш до сега ние имаме 5-6 дејности, да кажеме, Денеска и развиени. градежништво. Градежништво од пред неколку години, со електрична енергија работиме. Пред емисијата ви реков, ако имате некоја мака Кога сме физикална бизнисот, Физикална нега, реабилитација и така кога веќе натаму. го споменува бизнисот, сте биле во политиката, Да.
Како вие сега ја оценувате бизнис климата во Македонија? Се случува ли нешто? Има ли некаква еволуција во тој простор Тешка е. Што се проблемите реални, објективни? Бирокрацијата. Добро. Значи, администрацијата која што е толку комплицирана, толку бирократски настроена кај нас, што за мене, Имер Самлани, кој што ги знам малтене сите министри, сите луѓе, сите началници, раководители, ако јас кажувам дека имаме мака, реално, Со овие отворени врати за со сите можни отворени врати, јас им се дивам на странските инвеститори кои што доаѓаат тука и кои што пробуваат да нешто направат. Добре, во ама они држава. имаат посебна заштита. Ама, штити државата и што е зад нив. не се сите. Не се сите, Може значи да се ние сите имаме крупни, ние имаме странски инвеститори кои што се и помали, значи не се сите во економските зони да влезат. Значи имаме Ајде една пословниот илустрација. пазар. Ајде една илустрација. Значи, ние имаме премногу административни барања, дозволи, согласности. За една работа, да кажеме, вие да си добиете една дозвола за, последното, да кажеме, рециклирање на отпадно масло. Значи, државата донесе супер закон. Согласно ЕУ директивите, дека секој литар пуштен во промет ново моторно масло или индустријско хидраулично, до некаде 2030 година околу 40% од тоа масло треба се врати наназад, да се регенерира, да се оплемени. И вие, го прифаќаме предизвикот. Значи, ние вложуваме сега милиони евра во опрема, за да можеме сето масло што се пушта во употреба, сервиси, фабрики, да можеме да го откупиме, да го вратиме назад, да го рециклираме, при тоа нулта емисија да нема на опасни емисии на гасови, да не се загадува почвата, водата, воздухот и така натаму, и пак да го вратиме во живот со дополнителна регенерација, оплеменување, дури станува или според технологиите кои што ги употребуваме, стана уште поквалитетно масло, затоа што она веќе првично било оплеменето, сега по втор пат треба да се оплемени. Вие не знаете какви, значи, со Каја Шукова 5 пати сме се виделе. Значи, она е одлучна да овој проект иде до крај. И сега, мене ми е срам. Мене ми е срам за секое писмо што ние треба да го пуштиме и треба да добиеме некакви согласност, да се јавам на Каја Шукова. Министерство за Затоа што? Затоа што предметите остануваат некаде во архива. Ние треба, ако пуштиле барање некаде до општината, од општината добиле согласност, предметот застанал некаде во архива, се губи трага, вие не можете да го најдете, или да кажеме едноставно, вие треба да имате толку доволно луѓе во вашата администрација да ги пуштите да ги шетат сите канцелари. Значи, ние да има, ја не знам. Немаме значи немаме систем, немаме интегриран информатички систем за да може да се следи еден предмет. Ако една фирма си има поставено за цел да добие една дозвола, која што впрочем вклучува 5-6 етапи на претходни одобрувања, вие немате систем за следење. Пример, ама беше министер во здравство. Таму се воспоставил системот. Оти ние сега, искрено видам јас некои апчиња сега зимам за нешто. Добро. И така натаму. Тоа мене ми изгледа многу елегантно, мислам, влезен сум во системот на аптеките, ми се електронски рецепт, тоа изгледа фантастично. Јас веќе си купив иначе кесичка, мислев дека со ова ќе треба да шетам со кесички по доктор и так. Само се појавам во аптека, давам лична карта, автоматски излегува. Зошто е тоа проблем во некој министерство за екологија? Драг Сашо, значи све ако се сака, све се може. Значи денеска толку технологијата е развиена. Толку има моćни компјутери, сервери, како програми. Како може барање да заглави во архива? Значи, тоа не ми е јасен концептот на тоа. Како може да заграви во архива? Ако електронски влегол во системот. Ниту мене ми е јасно. Значи јас треба да барам, ало, дајте тоа барање што сте го пуштали од министер да добијам. Ти бараш ли подкуп? Не. Значи не е корупција во прашање. Не. Едноставно е системот е заглавен. Едноставно зашто може да биде тоа одговорот, значи, за мене, за барање во... веројатно заради тоа што ме знаат, сум препознатлив, нема да може да барат. А колеги твои бизнисмени што велат? Имаат проблем со корупција?
Сигурно дека да. Да. Сигурно дека да. Тоа добро. Значи тоа е Од каде? Од кои ешалони? Високите политички или овие административните? Од каде повеќе? Мислам сега не... Корупцијата нема адреса. Значи вие може да некој ве блокира на најниско ниво, а може да отиде и до гора. Значи корупцијата едноставно колку што е понетранспарентен процесот, колку што има поголеми пречки и непоневидлив, вие имате поголема можност за корупција. Значи колку што е транспарентен, има трекинг, има рокови, има датуми. Значи едно време лица одговорни за не само тоа, ние едно време мислам дека беше дали јас бев министер или прекрај беше, значи 2008-2009 година воведовме систем скоро во сите закони дека неодговарањето во рок од 15 дена значи одобрување. Самите институции не го почитуваат тоа. Ќе помине 15 дена и вика, па знаете, ама еве не ми одговори 15 дена, ќе чекам уште 15. Значи или да кажеме, па како јас утре он ако се обжали, па ќе завршиме на суд и така натаму. Значи ние едноставно кога немаме транспарентност, немаме отчетност и немаме визибилност на процесите кои што се случуваат. Кога е матно, тогаш кој лови? Значи секој сака да лови кој е матно. Значи кој е чисто не може да имате застанување на предметите. Пред емисијата зборевме за e-government. Албанија пионерски, ама веќе неколку години значи ги укина шалтерите во многу институции. Значи преку електронски апликации. Шалтерски систем, ова, не, едношалтерски систем, како едношалтерски систем? Не знам, појма не. Значи вие ако имате, да кажеме, кај нас што отиде напред, еве во здравството само делот на рецептите, издавањето на лекарствата отиде супер напред. Меѓутоа, не се спроведе воопшто проектот кој што го започнав јас како министер, а тоа е да кажеме електронската здравствена легитимација. Што се случи со неа таа ја сите гужва се направи и чекавме и за неа ако со пасошите почна и не се продолжи. Зошто? Значи сега после мене беше Бујар, после Бујар Никола Тодоров, па кои све беа министри, веројатно во министерството да прашате точно ќе дојде. Добро, ова е подобро сега од електронската картица. Меѓутоа, може ли сега да се следи пациентот низ системот на Министерство за здравство, конкретно досието на моето досие? Не може. А токму целта беше како што имаме единствен матичен број од роѓење до смрт, значи не следи единствениот матичен број. Да имаме единствена здравствена легитимација. Да може во било кое време да имаме наше досие во еден голем сервер при Министерството за здравство, кој што ќе ги сублимира и ќе ги обработи сите податоци од секоја здравствена установа, дали од терцијарен, од секундарен, од примарен, од аптека, значи на во едно место. Нешто што е логично. Вакцините кои што ги земаме, магнетната резонанса, рентген снимката која што ја правиме, сето тоа, затоа што луѓето ги губат во меѓувреме. Значи да лекарот во моментот кога ние идеме на лекар со неговиот клуч, неговата легитимација беше замислена да биде негов клуч, нашата легитимација наш клуч, двата клуча се стават, се отвара досието и дали се работи за 6-месечно бебе или за 60 годишен пациент, да се гледа кога земал, каква терапија, која магнетна резонанција е направена. И сето тоа беше возможно и почна да се спроведува. Прекина. Тогаш корупцијата ќе беше намалена, листата на чекање ќе беше намалена, ќе имаме статистички добри податоци. Знаете, како што е во бизнисот и во здравството и во секоја дејност. Ако вие немате точни податоци статистички, не може да направите не може да направите добра прогноза или добро предвидување за следните години. Зашто збориме овде кога уште се бараат потврди за раѓање не постари од 6 месеци. Сашо ќе купува стан во Тетово за да извади лична карта во Тетово па да се врати назад. Ама сега да кажам, Сашо, све е толку лесно и толку возможно. Јас тоа не го прифаќам како аргумент, бидејќи сите кои ќе излезете од политика тоа го кажувате. А ние како граѓани кои што не сме во политика, иако и јас и Борјан имаме повластен положај, мене исто така никој не смее да ми побара пари. Понекогаш ќе си заврши работа и за ефтини пари, многу луѓе тоа го прават, се разбира, на мене никој не смее.
Заради тоа се тоа трае. Да не зборуваме, мислам, системот е заглавен и јас се уште не разбирам од кого е заглавен. Бидејќи гледам маса паметни министри, сегашни, бивши, идни и така натаму, не доаѓа баш сите што дошле мисле се глупави луѓе, тоа се луѓе кои што разбираат што работи така, а системот не мрда. Во МВР ти се уште можеш да се сликаш посебно за лична карта, посебно за возачка, посебно за пасош, бидејќи системот не е хоризонтално поврзан. Браво. Па мислам, камон, 2020 значи една слика ти треба. И тоа у најнадлежната Една слика ти институција треба. и кога се сликам за лична карта, не вика мора нов термин за возачка, од оваа сликава и од печатоците повторно ги дава. Тесла е зафатен, значи, констатиравме, Тесла е зафатен, не може да се ангажира. ангажира. За твојата еколошка дозвола, мислам, можам да замислам. И јас не разбирам како е можно во 2024 година тоа да не може да мрде напред. И имаше таа влада во која што ти почна 2006 година и заради Груевски, кој што сепак беше една промена во таа смисла, човекот имаше еден напор и така, но тоа на крајот заврши така катастрофално со изобличување и дегенерација на сите овие принципи за кои се залагаа на почетокот. Да на крај излеговме уште покорумпирани од сето тоа, отколку што тргнавме. Да. Би се вратили во политика денеска да ти понуди или може би да се понудиш? Ме нудат на сите изборни циклуси. Ти понудија сега? На сите изборни циклуси сум во некоја Цјава комбинација. некој чука да врата. Да, сум во комбинација, меѓутоа добро е што горе-доле сите ми се пријатели и не ми се лутат кога им кажувам немам намера да се вратам во политиката. Барем во вакви околности. Зошто? Некако, не знам, може би заради тоа што имаме век континуитет од 20 и колку години, мислам дека во добар дел од политиката некако се изопачија вредностите прво. Значи, вие гледате ги кои комбинации помеѓу политички партии се случува, значи нема идеологија веќе. Значи, нема програма која што ги здружува, ги собира во еден куп или ориентација некоја, туку е чисто само интерес. Зашто би влегол во политика или во политичка некоја структура од чист само интерес? Не ме интересира. Ќе гласаш? Ќе гласам секако. Не ме интересира затоа што сметам дека сум доволно исполнет во мојата професија, дејност и така натаму, за да имам малку интерес лично за себе нешто да направам. Значи, додека не увидам дека навистина може да се направи нешто повеќе за државата, за општеството. Немам некој мотив Ајде малце да се да, вклучам. ова е сепак емисија за политика и нашите разговори колку ни е драгоцено. Бидејќи, знаеш како многу луѓе поминуваат, јавноста мисли дека ги знае, меве твојава биографија е толку богата и не сум сигурен дека и од овие што не гледаат, не слушаат дека баш сите овие аспекти ги знаат и се многу занимливи. Ибер, едно генерално прашање, што се случува меѓу етничките албанци политички во Македонија во овој период сега пред избори? Кој е твојата оценка? Што е тоа што тебе ти остава најмногу впечаток? Значи, она што генерално можам да заклучам е дека прв пат има големо окропнување во албанскиот политички табор, нешто како во времето на ДПА и на ПДП, кога постоја две политички сили и се бораа жестоко кој ќе доминира во политичката сцена и тоа беа некои десетина години. Тоа е добро или лошо? Во суштина тоа е добро. Во суштина тоа е добро, има и добри и лоши работи тука. Добро е што има окрупнување и добро е што има многу компромиси. Затоа што ако некој е многу силен сам, тогаш знаете може да излегува од колосекот со екстремни некои не само ставови, туку и политички акробации кои што ние видовме минатото дека тоа може крајностите да не терат до некоја лош политички амбиент, лоши одлуки, лошо обкружување со лоша перспектива. Така значи окрупнувањето со повеќе субјекти и поголемите политички партии, и помалите политички партии ги тера на некој компромис, значи некоја средина. И сега ако гледате во политичкото, да кажеме, политичкиот кампус кај албанците, имате дуи, веројатно утре или заутре ќе знаеме и со Зијадин Селја, односно Алијансата на Зијадин Селја, па со уште 4-5 веќе на листата да, на по 4 немат формална одлука, затоа веројатно неофицијално беше објавена информација.
неофицијално знаеме дека има веќе некаков договор, меѓутоа ќе чекаме тоа да биде официјално. Значи тука вие го имате Зијадин Села кој што со Али Ахмети биле политички противници последните 15 години. Го имате Менду Тачи кој што цел живот бил политички непријател, значи не противник, непријател, да разликуваме противник од непријател. Значи све што можел да се направи заврши заради тоа непријателство. Веројатно, значи го имате Зейд Реджепи, Скендер Реджепи, го имате Ријанит кој што е најмлад. Дури го видов после тоа, викам, беа седнати сите, викам, ти имаш перспектива во тој фронт. И он вика, а зашто? Викам, само ти имаш црна коса. Сите или се без коса, или со седа коса. Зошто тие луѓе така се составија? Ќе предиме на опозицијата. Како се создаде овој блок? Значи, го имаме еден блок и имаме друг блок, исто така, на луѓе кои што ја представуваат опозицијата во овој момент, меѓутоа во таа опозиција, да кажеме, е мојот стар познаник и пријател Изет Меджити, кој што се уште е пратеник од редовите на ДУИ. Значи, интересна комбинација. Исто така, сите тие, да кажеме, политички партии или лидери кои што денеска се во опозицијата, барем во овој 4 годишен минат период во владењето на СДСМ и коалицијата биле дел од владината коалиција. Значи, тие биле дел од власта. Сега се опозиција. И тука има еден конгломерат на интереси од едната страна и од другата страна. Веројатно, тие што се на власт на чело со Али Ахмети, за да останат, да ја задржат власта, и тоа е главната цел. Во власта беше. Беше, сега не е. И веројатно на Таравари, кој што исто така го знам најмалку 24-5 години, уште како активисти на ДПА во првите денови и така натаму, значи кој што сигурно заедно со Билал Касами, Африм Гаши и Изет Меджити имат една цел, а тоа е прв пат да го победат Али Ахмети на избори. Тие велат дека на минатите избори има повеќе гласови, но заради изборниот модел опозицијата не само на минатите. И 2011 ама година. Ама не обединета опозиција. И 2011 година, кога исто така јас се надпреверував, опозицијата, целата опозиција имаше повеќе гласови него ДУИ. ДУИ победи затоа што беше единствена со една листа и освои многу пратенички места. Опозицијата, знаете, според изборниот модел кој што го имаме, граѓаните слушнале 100 пати 6 изборни единици, Донтонов модел и така натаму, значи политичките партии кога не се здружени или кога не се во коалиција, обично помалите политички партии тие гласови завршуваат со нула, на контото, односно се додават на контата на поголемите политички партии. Така што некој ќе гласа, ако излезеше, да кажеме, Зијадин Села сам или Африм Гаши сам во втората изборна единица и добија 3000 гласа. Африм Гаши со неговата алтернатива. Тие 3000 гласа, нула на крајот на денот ќе беа за Африм Гаши, ама за ВМРО ДПМН ќе отида во нивното конто. Односно, тие гласови, иако наменети за алтернатива, ќе завршеа во ВМРО ДПМН според моделот. Победникот па после ги дере. Па потоа се дела. Како е сега расположението? Така што сега прв пат имаме едно окрупнување, кое што веројатно кај албанскиот политички кампус ќе направи еден максимум на гласовно испорачување, односно испорачување во бројот на пратениците. Што е расположението меѓу луѓето? Тие ги опишавме интересите на овие што се окрупнуваат во два крупни блока. Како ти се чини расположението меѓу гласачите? Значи, уште еднаш, и едната група, значи и едниот фронт, Европскиот фронт и ВЛЕН, односно Вреди фронтот, значи, ако ги погледнете во изборните програми, немат премногу разлика. Погледнете програмата на Бујар Османи и Арбен Тарабари, скоро и да нема разлика. Значи, сите сме за Европа, уставни промени, Европски устав, борба против корупцијата, борба за подобар економски развој, борба за поголем минимална плата, за просечна плата и така. Значи, погледнете 4-5 први точки, значи тие се исти. Имаш опција да одат заедно, сите. И таа пропадне.
Мислам дека никош не била во Не, реално, комбина- да. Никош не била. Значи имаше една опција, а таа беше да албанските политички партии настапат со еден председателски кандидат. Да. И тоа прво се разговараше да биде тоа надпартиски, тогаш се спомнуваше моето име и меѓутоа пропадна тоа. Зошто пропадна? Веројатно заради математиките на политичките партии, кои што веројатно си имат математика дека ако направат подобар резултат на претседателските избори, ќе успеат тој резултат да го ефектуират за 2 недели на парламентарните и да добијат мандат 2, 3 и повеќе. Мислам дека тука беше главната цел и затоа што беше во комбинација прво да не се иде на избори воопшто за претседател. Меѓутоа албанската опозиција, односно Влен, таа беше силно одлучна дека идат со претседателски кандидат, па после ајде со надпартиски и тоа пропадна и на крајот Арбен Таравари мораше да биде кандидат на опозицијата, Бујар Османи мораше да биде кандидат на власта, односно на ДУИ за претседателските избори. Расположението какво е меѓу етничките албанци? За? Околу, овие два блока, мислам. Интересно е расположението. Значи, Опозицијски интересно е Значи, прво, кога имате вие незадоволни луѓе, тоа незадоволство може да биде од амбиентот, обкружувањето, државата, ама има незадоволни луѓе од својот неуспех, личен неуспех. Ама незадоволството во суштина се поистоветува со глас за опозицијата. За опозицијата, да. Или против ќе гласате, или ќе гласате за опозицијата. И тука има еден амбиент опозицијски кој што се гледа. Значи се гледа во настаните, се чувствува, се гледа во социјалните мрежи, ако е еден од реперите и тоа, се чувствува во, да кажеме, средини каде што луѓе, некои интелектуалци, некои досегашни, да кажеме, политички активисти од ДУИ преминуваат кај ИЗЕТ или, да кажеме, во рамките на опозицијата. Така што има еден амбиент кој што е проопозицијата. Има дува еден ветер, проопозицијата. Истите програми се, но Иста програма, меѓутоа луѓето се разликуваат само. Само луѓето се разликуваат. Од друга страна, го имате ДУИ кој што е 20 и кусур години, 22 години, значи институционализиран во државата. Значи тоа е сериозна бројка, значи ниту една политичка партија кај македонски политички блок не успеал тоа да го направи. И знаете кога почува трета генерација, внуците почнуваат да се. Па хај сега да не кажам трета, втора да. О, не Мило Ѓукановиќ. Значи таа институционализирана партија која што е внатре во институциите, партија која што нормално во овие 20 години може да се фали, поготово кај албанците со многу достигнувања, напреднувања, вклучително и последниот, да кажеме, Чекор, премиер албанец, министер за надврешни работи, претседател на парламент, институции кои што не биле допрани до пред некоја година, првпат, значи, седна кадри на ДУ и така натаму, без да навлезам колку се тие добри или успешни или неуспешни. Значи, од друга страна, сепак тие луѓе 20 години ги задолжиле добар дел од луѓето со некоја услуга. Така е. Ако не им земале подкуп, ако не им земале рушвет, значи ги задолжиле или со лекарска услуга, или ги вработиле, или со некоја дозвола. Значи така што опозицијата, јас, пошто имам пријатели таму и таму, сите ми се пријатели, немојте да подцените ДУИ, затоа што ДУИ е институционализирана, многу луѓе и во многу семејства е навлезена со генерации. Значи, зборуваме, значи, и генерацијски луѓето да гласат. И сега, последниот чекор на Али, никој не го предвидуваше. До нова година барем. До нова година, зашто само пред 3 месеци, дека Али ќе успее 4-5 политички партии да ги стави внатре во својата коалиција, иако тој фронт европски беше најавуван пред се со СДСМ да се коалицира, така? Да. Значи, затоа што тоа не се случи, поради веројатно математики кои што не има оделе во полза, можеби на двете партии, можеби на едната повеќе или помалку, значи Али прави маневар кој што не виден до сега за него.
Добро, Значи не видам Што е тактиката, што е целта на таа тактика и тие маневри кои ја во Повеќе кои гласови. Али Ахмет ја извешта? Повеќе гласови. Е крајната цел. крајната цел да добие повеќе пратеници. Добро. Повеќе гласови, повеќе пратеници. Тоа е логично. Која стратегија, која политичка цел понатаму? Да остане на власт. Бе. Значи, повеќе гласови, повеќе пратеници, да не може да се формира влада Без него. да. Односно без коалицијата сега, и Али да биде во ситуација да чека да му идат гости во Речица, Да и го да му молат. кажат дајте да направиме влада и да се договориме што ќе биде најпрво на маса ставено. Дали ќе биде уставот, дали ќе бидат законите. Сеќавате 2008 година? Се сеќавате? Да. Се сеќаваме на што само. Сега, Мајскиот договор кога се не. Мајскиот договор го знаеме сите. 2008 година не се формираше влада пред да се гласа 30 на закони. Значи, ставени како услов за да се формира. И едните и другите. Значи, Никола го имаше уценето под наводници Али го имаше уценето под наводници Никола, и почна да се гласат еден куп на закони. Еден куп на закони се изгласа, 30 на закони, пред владата да се формира. Владата не се формираше 2-3 месеци од изборите, од 6 месец некаде до 8 месец ние немавме влада, односно имавме техничка влада. Јас тогаш бев министр. Да. Меѓутоа поминува закони кои што беа меѓупартиски договорени. Веројатно Али на маса ги има своите барања. Едно од главните барања е промена на уставот, прифаќање на корнизата на Европската комисија, која што веќе сме го подпишале, тоа е правно врзувачки за нас. И сега тука ќе се седне, ќе се разговара, ќе се дебатира, ќе се размислува, пошто имаме две спротиставени ситуации. Под услов, да кажеме, од другата страна, ВМРО ако добие мандат. Си бил и председателски кандидат, јасните се сите, ти си еден од ретките луѓе, велам еден од ретките, бејќи Зоран Заев доби потоа албански гласови на изборите 2016 во необично голем број, но ти секако за време на твојата кандидатура за Да, различни, пошто он имаше кандидати во листата албанци, Моамед Зекири, Ѓулим Сере Касапи, професорката имаше, мислам дека некој друг. 2009 ти доби значаен број на гласови. Околу 40-50 македонци. Така. Кај наш сега се поставува прашањето, бидејќи предпоставката е дека ниеден од двајцава главни албански председателски кандидати, значи веројатно ниту Бујар, ниту Таравари ќе одат во вториот круг, математиката е таја. И сега кога се прават проценките, кај ќе отидат албанските гласови? Прво, дали албанските гласови воопшто негдека така автоматски ќе се селат? И ако се селат, потоа каде ќе отидат, бидејќи предпоставката е дека Пендаровски и Гордана Силјановска сепак ќе одат во вториот круг. Во право ли се овие аналитичари кои велат дека со гласовите на албанците Пендаровски ќе биде избран за председател? Јас мислам кратко да одговорам, единствено така може Пендаровски да биде повторно избран за председател. Само со гласовите на албанците, турците, бошњаците, значи на помалите етнички заедници. Како стои кај нив? Каков му е имиџот меѓу нив? Сигурно дека Пендаровски во овој 5-годишен мандат беше добар председател. Значи, сега ние не можеме да го споредиме со нешто што не сме го виделе. Меѓутоа, ако го видиме сите председатели наназад од, да кажеме, Киро Глигоров, па навамо, значи, он беше солиден, добар председател. Добро, тоа е субјективна оценка, сепак, мислам, кое е расположението на... Не, па таму ќе дојдам, значи, ние немаме кантар да мериме на кого ќе дадеме глас. Значи, од перцепцијата... Ако нема албанец кандидат, албанците се индиферентни кон тоа кој е председател на Гај. Не. Значи, сите гласачи се многу едуцирани гласачи. Значи, сите гласачи очекуваат дека, значи, зборам сега, значи, за албанците и помалите етнички заедници, очекуваат да имат председател кој што нема да го кочи прво европскиот пат. Значи, со тоа се многу оптоварени. Значи, не би реално е тоа? Реално, значи, татко ми, кој што е 80 години, он
пошто гледа вести, менува канали и си добива човекот, значи он не гледа социјални мрежи, меѓутоа има добра перцепција. Значи јас кога зборувам со него вака, има некои работи дури ме зачудува колку длабоко е навлегол. Искуството е добро. Значи не само животно, значи во теке човекот. Значи како мојот татко, значи веројатно има многу татковци и мајки кои што тоа го прават. Така што сите албанци и помали етнички заедници прво сакат претседател кој што ќе бидат сигурни дека нема да окочи европскиот пат. Затоа што претседателот и како битна карика, не да може значи да имаме добра проевропска влада, меѓутоа претседател кој што све ќе врати назад, све ќе негира, све ќе контрира, значи ние ќе имаме пак изгубени години. Непроевропска влада и непроевропски председател. Уште полошо, Сашо. Говориме за реалитетите. Да, значи уште полошо. Во таа насока, значи очекувањата или вака кажеме вашето размислување како може и дали може Стево Пендаровски да стане повторно председател, анкетите ние треба да ги почитуваме. Значи на анкетите очигледно дека Гордана Силјановска води. ВМРО ДПМН води пред СДСМ. И тоа се факти, значи тоа не треба да се занимари. Колку е времето да се направи подобрување на резултатите, нема баш многу простор. Меѓутоа, едно е многу јасно. Стево Пендаровски се труди да добие гласови и работи да добие гласови надвор од својата етничка заедница. А Гордана Силјановска тоа не го прави. И тоа може да биде нејзин хендикеп, нешто што може да се повтори 90 За кој 98 година, 99 година, Борис Трајковски, Тито Петковски. Значи Тито Петковски водеше илјадници гласови, имаше една нестречна реченица дека не му требаат албанските гласови и тоа беше тотална мобилизација после за Борис Трајковски. Ако се сеќавате, и млади, и стари, сите излегоа и разликата од минус 50 ја направија на плюс 50 и повеќе. Ако смеам да забележам председател кој вика дека не му требаат албански гласови и не треба да биде председател на Македонија. Тука си го право, затоа што председателот е председател на сите. Или не. Јас ги почитувам и двајца, да кажеме, кандидати и Бујар и Арбен. Значи, професионалци ги знаеме, затоа што биле долги години во политиката веќе, јавноста ги препознава. Меѓутоа, мојот, да кажеме, јавен совет и личен вака на маса, мора, викам, вие да настапите како да сте председател на сите граѓани. Како да замислите се да бидете председател на сите граѓани. Значи, вие мора да имате понуда за сите граѓани. Затоа што едноставно така јавноста ќе ве препознае, ќе ве цени и ќе ви даде глас. Ако јавноста не ја препознае Гордана Силјановска, колку е да е добра? Ако не ја препознае 1/3 или половина од граѓаните, не ја препознае дека она бара од нив поддршка, зашто би дале поддршка? Не дават поддршка. Јас 2009 година патував во Источна Македонија, прв пат, значи 2009 година пред 15 години. Значи патував со автобус, со караван, се обраќав на селани, на граѓани и така натаму. Добра кампања има. Значи програмата беше унитарна, значи унифицирана, како во Скопје, како во Тетово, така и во Штип. пријатели кои гласаа за вас. Значи, мора да имате вие една програма, не може да вие две програми да имате. Една за својот политички етникум и друго да ви биде за останатите. Поготово денеска не, затоа што врие од видео, од социјални мрежи, значи не може ништо да криете. Така што Стево има поголем коалицијски капацитет и СДСМ во суштина има малку повеќе, далеку повеќе коалицијски капацитет, меѓутоа очигледно дека предноста барем во анкетите е кај Гордана. Како стојат работите и тука доаѓаме до антагонизмите. Меѓу етничките македонци води ВМРО, како што рековте. Сондажите не кажам сондажите сите. Да, сондажите, да. Кои
партија која е против уставните промени. Без јасен, сега за сега барем, може ќе имаат нешто по-јасно, по-експлицитно околу тоа како мислат да се продолжи по европскиот пат. И од друга страна имаме етничките албанци кои и два блока, и едните и другите кои велат без уставни промени ништо не правиме. Така е. Во таква една атмосфера, што понатаму, што после изборите? Ова се хипотетички разговараме. Ова е веројатно второто најбитно прашање кај секој граѓанин, откако ќе го прашате кого сака да го види како победник. Второто прашање се поставува, добро, а каква ќе биде владата? Затоа што нас на некој начин победниците на изборите ние дефинираат владата, а владата дефинира нашата судбина како држава, како семејства и како индивидуи. Јас не ја гледам така црно-бела ситуацијата. Значи имаме јасен став на двата блока. Ставот на ДУИ со коалицијата е јасен. Договор за уставни промени, формирање на влада. Ставот на Армен Таравари, како, ајде да кажеме, лидер, председателски кандидат, јавно, значи, објавен, кој што беше потврден и од Изет Меджити, од сите останати лидери. Значи, договор само со проевропска влада и влада кој што ќе прифати уставни промени. Си бил политичар, знаеш дека е тоа прилично широка формула договор со проевропска влада. Може ли тоа да се сведе на некаков политички гест, на некаков политички, како да кажам, став кој што ќе релативизира, ќе одложи? Тоа е битното. Да дообјаснам. Значи, јас Николовски една емисија слушнав сега пред 2-3 дена. Јас не слушам, Александар Николовски, значи кога го знам исто така 20 и кусур години, значи не го слушнам дека он е изричито против промена на уставот. Он е против, или ВМРО ДПМН е против промена на уставот на ваков начин кој што СДСМ сакаше да го направи. Тие викат, ќе седнеме, ќе понудиме да кажеме со одложена примена, ќе го смениме уставот, ќе ставиме точка со одложена примена, со таква примена, со ваква гаранција. Тоа би било прифатливо за евентуалните коалициски партнери. Сега, значи мислам дека тука лежи заедничкиот јазик, затоа сакав да објаснам. Значи за било која политичка партија кај албанците. Значи пази, сите ние сме луѓе. Имаме чувства и према македонците, и македонците према албанците. Значи ние како политичари така се познаваме. Знаеме дека сега ако вие поставите ултиматум утре на Мицковски или вака или така, па нема да има влада. Значи или обратно, Мицковски ако вика нема устав, па нема да има влада. Така што мислам дека тука ќе се најдат без разлика каква комбинација ќе биде, пошто е неизвестна од сега комбинациите кои ќе бидат. Мислам дека тука ќе се најде тој модалитет и тие што рекле двата блока кај албанците дека мора да има промена на уставот заради отварање нашиот европски пат, со ВМРО утре ако победи на изборите дека да, ќе направиме компромис, меѓутоа тоа ќе биде таков и таков. Значи влада прво не очекувам дека брзо ќе има. Веројатно ние ќе го имаме Талат Џафери уште неколку месеци, да не кажам можеби 6 месеци и повеќе. Значи тешко ќе се преговара, да. И нема да се стигне брзо до некој договор. Тоа подразбира дека ќе имаме релативно поинакви изборни резултати од оваа сега супериорна победа која најавува ВМРО ДПМН во македонски. Не може супериор. Значи иако и Ковачевски вели дека ќе имаме двојна победа и така. Значи супериорна победа кај нас во Македонија нема. Значи супериорна победа значи некој да си има 70 пратеници и да не постои и да не постои уставната обврска од Бадинтер. Вие може да имате 61 пратеник, ве направите влада, што ќе направите? Ниеден закон ќе направат влада, па потоа ќе видиме. Ниту еден закон нема да помине прво. Сашо тврди, на пример, во нашите разговори дека, да рече, ДУИ, па и Вреди, дека ќе влезат во коалиција со некое ветување дека ќе се прават напори за уставни промени, па потоа ќе видиме како тоа ќе се одвива, како што беше Груевски со решавањето на проблемот со името, па нели? Утре. Мислам дека Груевски барем внатре
не бил во ситуација или не бил така притиснат да прави договор за решавање Сега на уставна да тема. кажете, тој притисок поголем. Тој притисок апсолутно е многу поголем. И многу поголем ќе биде, затоа што Од каде? Од каде е тој притисок поголем? Кој го прави тој притисок? албанските политички партии ќе го направат. Во таа смисла, не Во таа мислам смисла. ова меѓународни Не, види, за меѓународната заедница ние Они кажа, тоа е ваш проблем. Ние можеме 100 години вака да останеме. Тоа е. Тие сите ќе се движат напред. Меѓутоа ние ќе останеме без деца. Ние некако ќе останеме тука. Ама нашите деца нема да останат. Ако немат перспектива, не Со сила нема иселување. турка, сигурно. Прво нема да имаме млади луѓе кои што ќе продолжат тука да живеат. Немаме кој што утре ќе го пополни пензискиот фонд и здравственото осигурување. Значи ние ќе имаме дебакал од перспектива. Ама твојата теза е дека ќе има таков притисок. Јас мислам дека примерниот интерес име на сите партии да влезат во власт. А после притисокот, добре, ќе има, ќе збориме прес конференции, нема да има Ја не закани за согласувам растурање на Нити јас не се согласувам. Тоа сакам да ме предизвикам. Мислам дека Кој, такви Армен сте Таравери ќе се оголностите. закани, а ќе излезам од власта ако ова не го направиме за 2 месеци. Јас И овие јас- ќе му кажу мора добро програма излезе, да ти има ќе влезе, коалиција. Али Ахмед. Не. Јас мислам дека во вакви околности, знаете, јавноста е многу паметна. Значи јавноста поминала многу изборни циклуси. Јавноста многу памти. Секако дека е примарно да се влезе во влада. Меѓутоа, влегувањето во влада може да трае 6 месеци. И Тоа после е тоа следната варијанта. и после Брзи тоа- избори, следни вонредни. Да, Може значи ли се? влегување, да кажеме еве, било која политичка партија кај албанците, кој што има јасен став дека нема договарање за влез во влада ако немаме и договор за уставни промени. И тоа не го Не го спроведе. И изгори на локалните избори. Значи, другата година. следните избори, можеби таков амбиент ќе имаме во опкружувањето внатре, значи во политичкиот амбиент во државата, што нема да се чекат ниту наредните локални избори. Туку ќе мора да се иде пак на некои превремени избори. ВМРО да го посака тоа сценарио, бидејќи ВМРО е можно да капитализира на тоа, бидејќи сепак е тоа една националистичка варијанта која ќе каже гледате не притискаат се да се СНФ и да под предпоставка да ВМРО ќе прави влада. Предпоставка, ако немаме чувство дека ќе ја руинираме државата, можат и Али и Мицковски да ги извадат бајраците на етнонационализмот. Па нема да биде прв. Тоа нема да биде прв пат, да. И едноставно ние ќе стоиме на место, сите други ќе пливат напред. Па да знам имера, ама говори за две еминентни националистички формации. И Али Ахмет и Дуи и ВМРО ДПМС се еминентни националистички формации. Во крајна линија, кога има обстанекот доведено прашање, тоа секако ќе ги извадат бајраците. Таму имаме луѓе кои што не ги се тепа по калиња по договор. Оти ние знаеме како се владееше, ќе направиме проблем, ние ќе го решиме проблемот и решавањето. И тоа по правило на етничка основа. Да, се разбира. 24-та, 25-та. Тоа не може да се повторува. Видете, све, значи никош во политиката немојте да кажете не може ништо. Така е. Меѓутоа, не би сакал да помислам како граѓанин дека тоа ќе ни се случи 24-та, 25-та година кога Албанија прави гигантски чекори напред, кога едно време тие беа, да кажеме, товар на тројката Албанија, Хрватска, Македонија, тие беа најназад, значи 2000 година после тоа. Значи сега тие идат гигантски, сега ние стануваме товар, со кого ќе останеме на крај? А вие сте Со Босна и Херцеговина? Ни Босна и Херцеговина почнува преговори, доби зелено светло да почнат да преговори. Не кажавме дека имери почесен конзул на Албанија во Македонија и една од работите во вашето CV. Колку игра улога тоа што Албанија е геополитички заштрафена за Македонија и нема да почнува преговори се додека Македонија не почне преговори? Видете, значи тие ако ги следиме политички случувања, значи ние некако сме изгубени во времето внатре тука што ни се случува. Меѓутоа требаше Албанија да почне мината година. Значи тие добија перфектен извештај, значи тие направија огромен напредок во делот на владењето на правото. Нивното специјално обвинителство функционира, затвара министри, актуелни градоначалници. И Еди Рама не се меша, вика јас кој да дојде со мене во политичка мисија
со социјалистите, пошто она е социјалистичка партија. Ако лево десно земе некоја јаволко, некоја круша, нека му се ја мисли, нека си најде добар адвокат, немој да ми се обраќа на мене, јас да го спасам од специјалното обвинителство. Значи, негови многу блиски, подпредседател на влада, министри, така натаму, завршија под затвори. Значи, таму навистина се случува голема промена. Таму во затвор завршуваат и градоначалниците некои од грчките места, мали градчиња на југот на Албанија, па заради тоа Грција ја блокира Албанија. И така Ама знаете дека заврши сега и ВД, кој што беше од социјалистите, кој што и тој е грк, кој што беше кандидат на социјалистите на Еди Рама. И него го апсија. И него го апсија. Значи, видите, ние тука гледаме македонци и албанци. Верувате, во Албанија не можете да го приметите. Значи, скоро е невидлива разликата помеѓу грци, значи, грци што се од грцко етничко потекло, власи или така натаму во Албанија. Значи, тие разлики скоро ги нема. Кај нас да, ги има, таму скоро ги нема. Логично е следното прашање. Зошто е Албин Курти толку фиксиран за Македонија? Се надпреварува со Еди Рама во некаков регионален албански контекст, или оваа фиксација да го тргне Али Ахмети од политиката, бидејќи тоа на крајот се сведува и двете. И двете. Значи, зошто? он беше не оди блескаво ниту на Косово. Сега, која е таа регионална амбиција на некаков регионален водач кога и на Косово има проблем? На Косово ми иде прекрасно. Значи, не сум сигурен, но резултатите по анкетите не му се добри. Изборите не му се добри резултати. Значи он два пати влезе последните 4-5 години на избори, он доби 50% скоро, плюс минус, помалку повеќе. Во последно време не е така, на локалните избори не успеа да ги добие 50%, затоа што нели на локални ниво со еден глас плюс вие добиете гранчалник од опозиција и така натаму. Меѓутоа, која е регионална амбиција? Како да ја јас мислам дека он првото негово, да кажеме, политичко посекување е да он не биде само локален лидер, значи лидер на Косово, како што е сега, туку малку пошироко од тоа. Он проба пред 5 години, мислам, ако не се лажам, или 4 во Албанија, си формираше од гранок дури. Беше дури со политичка партија регистрирана таму, помина многу лошо. Он тука не формираше партија, туку веројатно си процени дека преку опозицијата, односно здружената опозиција, он ќе успее да се наметне со својата филозофија, мисла, идеологија и така натаму. Мислам дека две работи се битни за него. Битно е да биде исто така толку голем колку што Еди Рама има влијание, меѓутоа Еди Рама има сосема друг начин, друг пристап. Значи он има влијание надвор од Албанија, има, значи пазете, со Мелони, значи со сите европски лидери, значи он има сосема друг пристап, и мислам дека не знам која му е другата преокупација, он сака да го руши Али Ахмети од власта. Добро ли е тоа или лошо за Македонија тоа негово мешање во овој политички простор? За мене не е добро. Критикуваат и на Косово. За мене не е добро, го критикуваат во Косово, заради тоа што викаат, чекајте, ние имаме многу работа, тука не решене, значи го имаме северот, имаме борба со корупција, имаме значи хашки случаеви имат кои што им висат, пази, значи таму не се на обвинителна клупа само бившиот председател или бившиот председател на парламент или министри. Пази, кога се осудуваат тие, значи се суди на некој начин цело Косово или цело УЧК. Така што деликатна е позицијата на Косово. Значи таму има многу деликатна позиција и он е многу критикуван и не е одобрен. Скоро од никого, освен од потесниот круг, он не е одобрен со неговото залагање да се меша на избори и во Албанија и во Македонија. Тоа е првиот момент. Меѓутоа, дали го прават тоа? Да. Дали го прават тоа? Да. Веројатно он си го знае најточниот одговор зашто тоа го прави. Јас го познаваме. За албанците во Македонија не треба да биде никакво оправдување дека нас ни треба уште една рака плюс, значи зборуваме за албанците од опозицијата, за да го победиме Али Ахмети.
Значи да, ние можеме да се посоветуваме, пошто сме албанци, сме живееле пред 30 години во иста Југославија, имаме одредени, да каже, одредено заедничко минато, ќе се консултираме. На крајот на денот имаме иста визија, иста цел, ЕУ, НАТО и така натаму. Меѓутоа, не до таа мера да дозволиме или дозволам јас да Албин Курти утре ми одреди кој ќе биде министер или кој ќе биде некој директор. Значи, со тоа јас не можам да се согласам. За крај, меѓуетничките односи, на среќа, не се толку актуелна тема. Каква е вашата оценка? Што се случува во меѓуетничките односи? Македонија кои си го оценети како стратешки? Меѓуетничките односи се еден од столбовите, главните столбови на нашиот опстанок. Значи, ние мораме да имаме добри меѓуетнички односи за да обстанеме. Обстанокот звучи грубо, сурово, меѓутоа, ако немаме добри, честни, фини односи, ни се доведе до прашање нашиот обстанок. Тоа е првиот момент. Вториот момент е, ние имаме добри, релативно добри меѓуетнички односи. Последните години, значи, за СДСМ и коалицијата може да се критикува за многу пропусти, за многу нешта. Меѓутоа, во делот на меѓуетничките односи си вложија многу. Да, но и си се вложија. Тоа ќе ги чини Никола Тодоров, правеше една анализа и вели дека ако главниот проблем е на СДСМ што кај етничките македонци се создаде чувството дека државата им се предаде на албанците и тоа веројатно СДСМ ќе го. Тоа е ставот и на ВМРО ДПМН, мислам, тоа и предизборно. ВМРО ДПМН веројатно тоа ќе го користи и го користи сега во предизборијата, дека на албанците им дадовте многу, дека меѓутоа грешат во смисла на тоа дека минатото размислување дека ние сме главните и дека секој друг тука дојден како некому што му давате под кирија или под наем на 6 месеци или на година дена стан под кирија, не важи и не сме така да се размислува. Знам имер, ама председателскиот кандидат им е од минатото размислување. Главните луѓе во партијата им се од минатото размислување. Дури беа и трета шогот од минатото размислување, не беа дури некој повеќето нив првиот е шогот од минатото размислување. Како се што да очекуваме сега ние, дека треба нешто ќе се случи, некаква внатрешно процветување на нови идеи, нови и сепак со нив ќе треба да преговараат албански партии кои што ќе треба да градат заеднички. Мислам дека одредени работи толку се отидени напред, што не ќе може да ги врати. Не може било кој да ги врати назад. Видиш, ова е оптимистичка една визија со која како циник би рекол се може да се врати назад. Виж да не се секирате. Знаете, секој си има право на своје размислување. Меѓутоа, јас мислам дека кога се седнуваме на маса, значи не зборам за јавна, вака сме во дебата, некој не следат луѓе и така натаму или во телевизиски емисии. Значи сите сме свесни. Вклучително и сите функционери на ВМРО ДПМН и сите останати политички партии. Нема враќање во односите назад. Значи ВМРО ДПМН спомнати е прагматична партија. Значи стварно прагматична партија. Дури за некои работи попрагматично од СДСМ. Значи тие знаат прагматични решенија да си донесат. И мислам дека све што е постигнато нема да се врати назад. Тоа е прва работа. И втора работа, меѓуетничките односи не дека не смеат, сикош ние вика не смеат да бидат дел од некој ново прашање кој што ќе се отвори. Едноставно внатре во државата толку ни се испреплетени цревата во секојдневното зимање, давање, работење, по институции, по приватен секторите, во здравството, идете денеска во болниците, во клиниките. Имате, значи, сестри, имате лекари, специјалисти, албанци. Не можете веќе ова да го вратите на назад. Она што вика све може, Сашо, тука не се согласувам. Значи, толку сме отидени напред, што нема за некои работи нема веќе враќање на назад. Може само да се потрудиме сите да ни биде подобро. Па, може уште со име да се разговара. Мислам дека прекорачивме еден час.
Беше задоволство. Ивер, благодарам многу Благодарам. и се надевам да се видиме и во прилика кога ќе може оваа сите прогнози што ги преме, потоа да ги Да ги рекапитулира. Видите, ние денеска правевме прогнози, меѓутоа морам да кажам повеќе кажавме и за нашите очекувања или нашите потреби. Затоа што преку тоа ние на некој начин во јавноста се обидуваме да формираме едно јавно мислење што е најдобро за нашата идеја. Инаку само да критикуваме најлесно е. Ама треба да кажеме некои работи кои што нас да кажеме најмногу ни лежат и препорачуваме топло на сите што не следат, дали без разлика дали е обичен граѓанин кој што само гласа или некој што има амбиции или се занимава со политика, што е најдобро за нашето општество. Пошто еден Сашо или еден Борјан или еден Имер, сепак во животот сме виделе доста. Вечер си на ифтар? Знаеме, да, вечер сум на ифтар. Како е ифтарот е веројатно секоја вечер темата е ова. Значи секоја вечер имаме прекрасни ифтари. Ама дебата се води јако. Дебата секоја вечер кога сме со пријатели. Значи една од точките нормално политиката изборите, ама вечерва сум со семејството. Значи јас со семејството, сопругата, децата и децата на брат ми, значи 10 сме резервирале во Сидро. Вечера убав ифтарче имаме. Убава ифтарска вечер. Благодарам. Се гледаме века наредна прилика. Ова беше се за денешното издание, се гледаме едната недела. Поздрав.